Добро, најпрво да се заблагодарам за вашето присуство. Имавме отприлика едночасовна средба со председателот Пендаровски. Разговаравме за, генерално би рекол, две теми. Тоа е актуелната политичка и економска состојба во државата и втората тема е онаа која што во јавноста некако се повеќе се коментира изминативе денови, а тоа е поврзано со настаните од 27 април 2017 година и сето она што се случуваше после тој 27 април 2017 година. Од она кое што можам да го извлечам како заклучок, а би рекол, најдов на разбирање од страна на председателот Пендаровски, а ќе започнам со настаните од 27 април 2017 година, е следното. Она кое што е реалност поврзано со тој случај е дека основното човеково и уставно загарантирано право на жалба и второстепена судска одлука на лицата кои што се осудени поради настаните од 27 април во моментот е завршена и за жал најголемиот дел од нив се уште ја немаат истата таа одлука добиено, за да можат понатаму да ја искористат вореден правен лек, односно да можат понатаму врз основа на новите докази кои што според моите информации ги имаат адвокатските тимови на нови лица, да ги достават до Врховниот суд или пак до Европскиот суд за човекови права. Зошто го споменувам тоа? Затоа што апелациониот суд има донесен одлука тамо некаде февруари или втори месец, а денеска сме веќе мај или пети месец, се уште тие ја немаат добиено таа одлука и затоа апелирам до политичарите да се држат настрана, односно да ги тргнат рацете од судството и обвинителството и доколку политичарите, а тука пред се мислам на врвот на власта, ги тргнат рацете од судиите и обвинителите и престанат да дивеат, тогаш мислам дека најголемиот дел од обвинителите и судиите ќе обвинуваат и ќе судат согласно словото на законот и согласно, би рекол, уставот. Понатаму, за кое што го споменав Европскиот суд за човекови права, сакам да потенцирам на неколку факти и тоа: имаме осудено лице кое што е школувано и обучено да ги штити интересите на државата и уставниот поредок на државата. На самиот почеток на овој судски процес, тоа осудено лице е практично, му е доставено решение од страна на судија за мерка, а тоа значи куќен притвор, и за само 2 дена истата таа мерка на ова осудено лице е преиначена на самиот почеток од судскиот процес во затворски притвор по жалба на обвинителството, која што жалба е веднаш прифатена од страна на судиите, а без притоа бранителот на тоа лице да биде информиран, зашто постои случај пред Европскиот суд за човекови права, истиот е прифатен и веќе 3 години тој процес тече и се очекува пресуда во корист на ова осудено лице, а за жал би рекол грешката и дивењето врз судиите и обвинителите ќе треба да го плаќаат сите граѓани и такви очекувам постапки да има во периодот кој што следи. Понатаму би сакал исто така да поставам една дилема пред вас, која што исто така ја поставив како дилема и пред председателот Пендаровски, а тоа е терористичко загрозување на уставниот поредок по непостапување. Што би значило тоа? Тоа би значило дека, пример еден да земеме, вие сите да тргнете со мене физички да се пресметувате, нормално, ме нападнете физички, јас тука да се бранам во рамките на моите можности, а вие господа од овдека од Министерството за внатрешни работи или Министерството за одбрана да не постапуваат и истите потоа да бидат обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок поради непостапување и осудени на 15, односно 18 години затвор. Такви имаме случаи кои што се терористи, ама не постапиле како терористи и се осудени за 15, односно 18 години затвор. И конечно последно, кое што сакам да го кажам и го кажав и пред председателот Пендаровски, а тоа е дека ние не бараме амнестија, не бараме милост, туку бараме правда за осудените лица, а правдата практично и еден од овие осудени лица ја побара при завршните зборови кога завршуваше овој судски процес пред судијата и му се обрати дека: почитуван судија, јас сум направил грешка, сум погрешил, да, но не можам да бидам обвинет и осуден за тероризам.
Да, може би сум направил грешка и сум ги прекршил законите и судете ме затоа што сум ги прекршил законите, а не затоа што сум терориста, бидејќи не сум терориста, јас ја сакам мојата држава, си го сакам овој народ и никогаш нема да бидам терориста кој што ќе направи нарушување на уставниот поредок поради терористичко однесување. Но за жал имаме политичари кои што нарачуваат, имаме судии кои што испорачуваат. Денеска тој судија е судија во Уставниот суд. Така што, она кое што го барам јас и кое што го кажав на нова средба, не е милост, не е амнестија, туку правда, а правда преку дополнителни докази кои што бранителите на овие лица ќе можат да ги достават до Врховниот суд или до Европскиот суд за човекови право, откако ќе добијат второстепената пресуда. Тоа е она кое што ние го бараме. Истото тоа што го има можност и тие кои што беа обвинети и осудени за Сопот случајот и тие кои што беа обвинети и осудени за Монструм случајот. Во едниот случај имавме ослободителна пресуда, а во другиот случај имавме пресуда која што беше потврдена после првото судење на нови лица. Тоа е суштината практично која што јас ја барам. Врз основа на овие докази да има судски процес во кој што никако овие луѓе не можат да бидат обвинети и не постои основа да бидат обвинети за терористичко однесување, односно терористички напад, би рекол, на уставниот поредок на државата и да бидат прогласени за терористи. Тоа беше првиот дел од разговорот. Понатаму разговаравме за актуелната политичка и економска состојба во државата. Тука пред се мислам на растечкото ниво и загрижувачката состојба со криминалот и корупцијата. Ние сме практично најкорумпираната држава на Балканот и во Европа, која што ја води владата за која што постои перцепција дека е најкорумпираната влада на Балканот и во аналогно на тоа би рекол и во Европа. Понатаму зборувавме за неколку стратешки проекти, како што е ставот на ВМРО ДПМН околу проектот за така наречениот клинички центар, понатаму инвестирањето на нашата држава, односно инвестирањето на Македонија кај нашиот јужен сосед во нова изградба на нова гасна централа и така натаму. Од прилика тоа беа генерално крупните теми за кои што денеска зборувавме. Се договоривме на крајот овој состанок да одржуваме контакт и понатаму да продолжиме да комуницираме на крупни теми кои што значат иднина и за Македонија како држава, но и за граѓаните на Македонија. Тоа е отприлика она кое што како содржина би го издвоил од денешниот состанок. Понатаму претпоставувам ќе дојде и председателот Пендаровски, ќе даде и тој изјава своја, па и тој ќе го презентира неговото гледиште на работите. Доколку имате било какви прашања, ви стојам на располагање, повелете. Овде микрофонот. Рековте дека политичарите не смеат да се мешат во судски одлуки, дека судите се тие што треба да судат. Што правите 20 политичари овде на средба за судски одлуки? Нели е тоа еден вид на притисок врз судиите кои што се за овој случај? Не, ние разговараме за правда. Тоа е основното нешто што треба. Ние сме политичари кои што треба да се грижат да граѓаните имаат загарантирана правда. И нема никогаш да бидам мирен ако видам и еден човек кој што доживеал неправда поради политичко дивење врз судски одлуки. Никогаш нема да престанам да се борам за безусловна правда на сите граѓани, без разлика на нивната етничка, политичка припадност или неприпадност. И ќе зборувам со секого. И тоа треба да ви е јасно, додека јас функционирам на политичката сцена, ќе се борам до последна капка крв за правда на секој еден граѓанин на нашата Македонија. А ние покрај тоа што разговаравме за неправедно осудените на 27 април, никогаш не споменавме амнестија, туку споменавме правда. И тоа денеска го зборувам пред вас. Но исто така разговаравме за развојот на нашата Македонија и на граѓаните. Тоа се пред се стратешките проекти, како што е клиничкиот центар, како што се инвестициите на оваа влада, така наречените инвестиции и неинвестиции, загрижувачкото ниво на корупција, степенот на корупција и криминал во државата. Тоа е суштината која што нас како политичари треба да не интересира. Стево Пендаровски како председател на државата, а мене како председател на најголемата политичка партија и лидер на опозиција. Ке молам, предпоставувам, таму е редот на микрофонот. Во ред, повелете. Извинете, сега дамата ќе му даде предност на господинот или повелете. Безусловна правда, без разлика дали е Алмир, Христијан, Шабан или Томче.
во оваа држава или Саздо. Во оваа држава треба да има правда. Дали тој бил Саздо, дали бил Алмир, за секого треба да има правда. И тука треба да има безусловна правда. Никогаш да немате дилема. Ниту сум ги двоел, ниту ќе ги двојам луѓето по името, по нацијата или по верата. Ние сме сите граѓани на Македонија и делиме иста судбина. И секогаш ќе се борам без разлика дали бил тој Саздо, кој што бил претепан и го загубил својот живот, или бил малиот Алмир. Да немате дилема. Господин Мицковски, само за појаснување, споминавте дека во текот на разговорот од председателот Пендаровски сте наишле на разбирање за настаните од 27 април. Малку поконкретно, може да ни објасните за какво разбирање, каде се усогласивте? Па бев прилично прецизен, еве ќе се обидам и повторно да бидам прецизен, дека ние не бараме амнестија, туку бараме правда. Што значи тоа? Тоа значи дека овие луѓе кои што се обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок поради непостапување е навистина драконски и треба да ја добијат пресудата од втор степен, за да имаат право на вореден правен лек и да врз основа на новите докази кои што бранителите ги поседуваат, побараат правда во трет степен, како што е Врховниот суд или пак понатаму Европскиот суд за човекови права. Ако можеше случајот Сопот, ако можеше случајот Монструм поради една изјава на Зоран Заев, кога беше во опозиција, да каже дека не се сторителите тие кои што се сторители, да започне од почеток, тогаш не гледам причина зошто овие така наречени терористи според Кацарска и Зоран Заев, врз основа на новите докази кои што ги поседуваат нивните бранители, овој случај го отпочнат од почеток и да докажат дека не се терористи, но да, дека се луѓе кои што направиле грешка, сториле прекршување на законот и ќе одговараат за тоа прекршување за кое што го прекршиле законот, а не затоа што некој нарачал и дивел со судските одлуки и нарачувал обвинени од страна на обвинители. Тоа беше она за кое што најдов на разбирање. Малку само појаснување, пак ова најдовме на разбирање. Кога велите ние, мислите на вас и на Пендаровски или го искажувате ставот на Па ние партијата двајца разговаравме. Да, да знаеме зашто. Ние двајца разговаравме. Господин Мицковски, вчера само Последователни извештаи на Европска комисија за прогресот на Северна Македонија се споменуваат случаевите и казните. Играте играчка со Европска комисија со нивните извештаи, со нивните ставови? Јас ке се обидам, господи, да го одржам нивото. Како? Господи Александра, да го одржам нивото и тонот, би рекол, на оваа пресконференција. Никаде, ако ми дозволите да ви одговорам, ако може да ви одговорам, ке ми дозволите, претпоставам. Ви благодарам. Никаде во тие извештаи не стои диктирани или напишани судски пресуди. Да, јас не велам никаде дека тие луѓе треба да се амнестираат, но велам дека треба да бидат осудени за тоа прекршување кое што го направиле, а не за терористичко нарушување на уставот и повреда на уставот. Затоа што не е тоа така. И срамота е ние да бидеме единствената држава во Европа со 35 терористи во затвор. А сакаме да бидеме еден ден дел од Европа, а денеска сме кандидат. Никаде во извештаите на Европската унија, затоа што се тоа сепак искусни, би рекол, и бюрократи, и политичари, и дипломати, не стои издиктирана судската одлука, нити пак од нив некогаш ќе слушнете, исто тоа на кое што јас денеска пред вас го кажувам, дајте политичарите да ги ослободат обвинителите и судиите од стегите во кои што ги држат. А тоа не сме ние. Не, тоа не сме ние. Ви благодарам. Повелете. Повелете. Господин Мицковски, вчера на социјалните мрежи излезе документ од наводно од Агенцијата за национална безбедност, врз основа на кој еден бизнисмен е во притвор. Ме интересира ваш коментар за документот, во смисла на содржината на документот, и ме интересира ваше мислење за тоа колку често протекуваат вакви сензитивни документи од државните институции, но и обвинителството и од судството. Не е прв пат да политички неистомисленици на Зоран Заев со половина лист хартија напишан на рака бидат ставани во притвор или пак во затвор. Така да не ме чудеј ни ова што протече вие што викате во текот на вчерашниот ден. И очекувам тоа се додека е Зоран Заев таму каде што е, секој оној неистомисленик кој што не клима со главата пред него и не коленичи и не моли,
да добие можеби слична судбина како што многумина добиле. Еве последниот случај вие го споменавте овој бизнисмен. Така да не ме чуди, а тоа што истекуваат документи од државните институции, тоа треба да се позанимаваат државните институции и луѓето кои што ги раководат тие институции и конечно треба да има према некои кон нив некакви консеквенции, затоа што ако вака нас не истекуваат документи од Агенцијата за национална безбедност или витални други државни институции, тогаш ние за жал многу брзо ќе го изгубиме суверенитетот врз државата. Господине Мицковски, што очекувате сега од председателот? Што може председателот да прави за една судска поставка? Па видете, она кое што го кажав, очекувам да го повтори и председателот. Политичарите да ги држат настрана рацете од обвиненијата и од судските одлуки. Да го ослободиме обвинителството и да го ослободиме судството од било каков политички притисок, а секој граѓанин да има право на своја одбрана и секој граѓанин да има право на своја жалба и секој граѓанин да има право на вореден правен лек во фер услови. Тоа е она кое што го очекувам да го потврди и председателот Пендаровски, но тоа е она кое што го очекувам и јас од останатите политичари, тука пред се мислам на врвот на власта. Еве, вчера имавме една судска пресуда на лица кои што издавале пасоши на пола балканско подземје, на албанска мафија, црногорска мафија, италијанска мафија, турска мафија и така натаму и беа осудени за 2 години затвор, затоа што го признале делото злоупотреба на службена должност согласно КЗС член 353 став 3. И обвинети беа тоа. Фалсификување патна исправа нема никаде. Зашто се обвинети? Злосторничко здружување нема никаде. Злоупотреба на службена должност, ајде, еве и некако тоа да го гледаме дека е 3 години. Зошто не беа обвинети по овие другиве 3 члена? Согласно кривичниот закон. Еве јас ќе ви кажам. Затоа што така се договорија. Затоа што така се договорија со вистинските сторители и вистинските налогодавачи да тие патни исправи се издадат на овие луѓе. И зошто од ден денеска тие патни исправи се се уште важечки. Господин Мицковски, дали официјално ги одмрзнавте односите со председателот, пошто нели едно време беше портпарол на Заев, и дали преку председателот сакате да ургирате кај Заев да се влие во судството за да се ослободат овие 27? Не, напротив, ја би бил најсреќен ако може Заев да не влие во судството. Тогаш би бил најсреќен. Ако може да не влие, тогаш нема да имаме потреба од вакви пресконференции и вакви теми на дискусија и за малиот Алмир, и за малиот Саздо, и за 27 и за сите останати. Ако не влие Зоран Заев, тоа све ќе беше поинаку и немаше ние да бидеме 111-тото место на Транспарентност Интернационал, ќе бевме можеби на некои десетици места погоре на скалата. Тоа е мојата молба. Инаку да, ќе ги одмрзнам односите со Стево Пендаровски, затоа што со секого ќе седнам и ќе разговарам ако можам да спасам еден човечки живот. Ако можам да спасам еден човечки живот и ако можам да зборувам за правда, онаму каде што е изгубена, па макар и кај еден човек, тоа ќе го направам и немам никаква дилема и затоа реков на крајот од моето воведно излагање дека се договоривме и војнина за крупни теми, државни теми, кои што се од заеднички интерес, без разлика дали си политички определен или неопределен, да седнуваме и да разговараме. А инаку ќе имаме ние и понатаму да дополнам и согласување и несогласување, впрочем, нормално е тоа и во животот и во политиката, во едно семејство, па нема да се сложите секогаш, да речеме, не па во вака комплицирана, би рекол, политичка сцена како што е нашата. Ви благодарам на сите и се слушаме, се гледам.